Здраво луѓе, сакам да ви се пријавам, јас сум другата жртва, значи што ја има тепано исто тако малтретирано тоа лице од Радови, што е Александар Ангелов. Тој човек е ненормален, тој човек не знае што прави. Исто така јас сум на суд сега со него за едно 10-15 дена, тоа е на 8 април. Значи тој човек не знае што прави. Значи сакав да ви го изјавам, сакав да се појавам, да видите сите, да знаете каков човек е. Значи тој ме нема само мене или Нејзе Тепано, ја има и Благица Цветкова Тепано, се заканува на сите, дава закани, вака ќе направи, онака ќе направи, а не се погледне тој сами од себе каков е и што и така дале. Значи тој не знае што прави со мозокот. Тој кога пие, да кажеме мастика, ракија, вино, нема, значи било што, тој се губи веќе од контрола. Тој не знае што збори, што прави, како дале. Значи, како може он така да прави? Значи, тоа јас кога го видов како ја тепа на лайф, значи ми се врати целата снимка како се мене ме имаш ударено со тие удари. Мене ме боли, јас сум женско, знам како ми има тепано. Во исто време не има тепано, тоа беше на 6-7 август минатата година, 2024, а он налажи дека видеото од тогаш само за да го одбрани, да биде во одбрана. Таа се плаши од него. Таа ми има лично кажано на мене дека се плаши од него. Зашто таа, ако не се плаши од него, и ако не ја тепа друго ке, ама она ми има кажано, и исто на него, утепај ме, јас пак ќе те сакам. Ама сега она се молише, остана бремена све. Океј, јас кажав, роди го, додека беше со она од другата особа, Благица Цветкова, тражеше, бараше начин како што да направи. Значи, ја има заглавено, колата ја има продадено, има кредити, ја има заглавено со кредити на секаде, нема платено. Значи, пенсијата цело време, парите ги троши за него, заради него и децата ги остаи во блатец таму. Значи, тоа не е добро, луѓе, верувајте. Значи, едно женско или едно машко, ако едно машко ја сакало таа особа, како и да е, без разлика дали деца има, дали деца нема, таа особа треба да знае дека таа жена има 2 деца, таа жена е вдовица била, таа жена имала многу добар живот, мајка и што е вреќа, мајка е, значи све е право. Значи мајка и сака да ја даде добар живот, за да живее, да биде како што треба. Дајле, можеби ќе си најде некој човек како што и треба за незе, и децата како што ќе ги прифати и све како што треба да биде окей, а не така. Значи јас директно сакав да се изјавам, да кажам дека ова све она што го збори е лажа. Она се плаши од него, тоа слушайте го од мене. А видеото сега ово што го снимам, можете секаде да го споделите, не е проблем. Јас лично се пријавам од неговиот профил што го јас имам. Значи едноставно, што е тоа? Значи едноставно не бегам, тука сум. Како и да е. А он, што како има? Не знам. Дали психично, дали не знам како психички, он нормален човек да е и ненормалниот човек до толку да нема да го направи тоа. Ама он го прави. Пошто он не знае кога ќе се напие, еве ќе се нам со друштво, ќе се напием и ајде кој сум јас. Не бре народе, тоа не е решението и да удараме жена. Ги заборавила последен пат, кога биле таа вечер, ги заборавила цигарите жената во виница и он на патот спрема штип, 3 чешми, ја утепал од тютек. Има и видео, значи на лайф како е бил снимање све. Значи он мислеше дека јас ги немам видеото, јас све сивнам, све имам. Тој да си не мисли дека јас немам ништо. Значи, јас имам и сведоци, имам и све како тој збори, како пцуе све. Значи, ги вреге сите. И кој си ти во Радовиш, што од тебе помокни луѓе нема, само ти си човек на овој свет, нема други. Така? Па немој бре. Значи, секоја една жена кај него што е била и некоја особа, Дејана Христова, мислам ли како беше, не знам, таа особа има многу ќотек јадено од него, пошто едноставно он не знае едно женско да го цене, ќе земе ова вечер со неа и толку, ајде, моја е ти, вака, така, не знам што.